Моника Зајкова, добар ден. Добро дојдовте во студиото на Frontline. Ви благодарам на поканата и на можноста. Интересно е непол месец како сте вие на челната функција на либерал-демократите, еден млад, нов, свеж кадар. Вашите размислувања и вашите ставови во ова интервју се надевам дека ќе успееме да ги исцрпиме. Па би почнала од тоа, дали и на кој начин ќе се промени политиката на ЛДП со вашето доаѓање на чело на партијата, кои се приоритетите на партијата и како тие кореспондираат со владините стратегии, политики и практики? Значи, Либерално-демократската партија постои многу одамна, уште од 96-та година, и таа има своја идеологија, своја програма која што нормално согласно глобалните текови и се менува. Ние сме во владината коалиција од самиот почеток и нашите политики таму се веќе дефинирани со што партиципира ЛДП, иако можеби за граѓаните е нејасно и често кога сте во коалиција нели се губи она што е идеолошки ваше. Меѓутоа, еве да напоменам чисто, само дел од работите кои што ние сме ги издействувале во рамки на ова владина коалиција. Нормално партиципираме во одлуките кои што се носат и државнички, но и сега во кризата, одлуки и закони кои што се носат, но ЛДП се залагаше и дел од ултиматумот за да остане во оваа коалиција беше задржување на рамниот данок, што видовме дека со новата стратегија за даночни реформи се задржа. Викенд без ДДВ исто така мерка која што ЛДП има предложено, а која што се разгледува можноста на кој начин ќе биде имплементирано во периодот кој предстои. Субвенциониран студентски оброк, законот за спречување и заштита од дискриминација, кој што има пошироки основи, меѓу кои што и дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, понатаму недела на работен ден и низа други мерки кои што сме ги предлагале и кои што влегле заедно во оваа владина програма. Нормално дека приоритетите на ЛДП и во предстојниот период ќе останат оние што се државни приоритети, а тоа е борбата со корупцијата, заздравување на економијата и забрзан економски развој, но и дел од политики кои што се однесуваат на реформи во образованието и младинските политики. Така, подразбира на некој начин вашето ново раководство е една исто така нова енергија. Во претходното прашање имплицирав, но не ми одговоривте. Сепак, нели, која ќе биде таа новата енергија? Тоа се практиките на ЛДП, продолжува континуитетот идеолошки на партијата и сето тоа што подразбира приближување и некаде оддалечување со владината коалиција. Но кои се вашите планови да се вклучите во клучните теми и процеси, како ќе придонесете кон забрзување на македонската ЕУ агенда? Тоа што може би во моментов најактуелно и приоритет на некој начин, регионалната соработка, како и кон плановите за надминување на критичните состојби, како што се енергетската криза и безбедносните ризици од руската агресија во Украина. Со самото тоа што јас сум избран пратеник, односно народен представник во собранието, веќе партиципираме во сите овие работи кои што ги напоменавте. Собранието го усвои пакетот на антикризни мерки со кои што со 760 милиони евра се помага на ранливите категории на стопанството. Учествувавме ЛДП и предлагач на декларацијата со кој што се осудува воената агресија врз Украина и со кој што се загрозува националниот, односно територијалниот суверенитет на една земја. Јас сум можеби една од ретките пратеници кои што заедно со европските либерали имаше можност на лице место да види што се случува во Украина. Бев на посета во Киев, во Буча, во Ирпин и навистина она што ќе го видите со своји очи и она што го гледате на телевизија воопшто не е исто. Луѓето таму навистина се борат за опстанок и треба да секој еден кој што има повисока свест да ја осуди војната. Не бараме тука кривци, секогаш можеби има две страни кои што се потребни за војна, меѓутоа самиот акт на воен чин и на оние воени злосторства што одат треба да се осуди, затоа предложивме декларација која што собранието ја усвои само со чином 2 гласа против или 3. Безбедносните ризици секогаш постојат. Неодамна се вратив и од Брисел, бев на посета во НАТО, таму и допрва ќе се справуваме со
сайбер нападите кои што ќе доаѓаат и навистина државата треба да креира една стратегија. Гледаме што се случува и во изминатиот период со тие дојави. Слично, значи тука е безбедносната политика на државата која што ќе креира и нормално ЛДП може да даде своји предлози и мерки како да се справи. Во делот на ЕУ агендата сите заедно треба да имаме висока државна свест и ако сме зацртале дека ни е стратешката цел членство во Европската унија, заедно да придонесеме кон одење на тој пат. Она што ЛДП може да се пофали во изминатиот период е дека доставивме уште во 2021 година иницијатива за земјите од Западен Балкан да бидат вклучени во европскиот телеком систем, што значи дека да бидеме во она роуминг како дома мрежата, да може нашите граѓани исто така да имаат бесплатен роуминг, да користат бесплатни роуминг услуги кога патуваат во странство. Во форма на резолуција, Советот на либерал-демократите од Европа ја усвои оваа иницијатива и видовме дека на самитот за Западен Балкан во Тирана веќе се потпиша договор за намалување на цените, иако ние ќе инсистираме до крајот на 2023 година да се имплементира во целост нашата иницијатива, тоа е целосно укинување на давачките за роуминг услуги низ Европа, затоа што нашите граѓани треба да ги уживаат истите бенефиции кои што ги уживаат граѓаните во Европа. Нормално дека ќе учествуваме и во реформите во делот на правосудство и сите оние реформи кои што ќе ги бараат сега со скринингот, нели се дефинира, се детектира каде ќе треба државата да се реформира. Видовме дека 45% од законодавството е усогласено, но чека уште многу работа практична која што треба да покажеме дека сме се реформирале, знаеме и оној дел кој што треба да ни следи за понатаму да движиме по европскиот пат и ЛДП ќе даде поддршка на секоја политика, што значи напредок и придвижување и приближување кон Европа. Така, неминовно ги спомнавте и хибридните закани и тоа наше секојдневие, кое на некој начин стана прилично неподносливо во изминатиот период, со дополнителни проблеми кои дојдоа стигна од градската власт. Кои се решенијата што може да ги предложи ЛДП за да се наминат последиците од скандалите поврзани со градската управа на главниот град, хаосот во сообраќајот, рачињата во медот и за поставување на основните функции на локалната самоуправа на сметка на граѓаните и граѓанките? Знаете како, за рачињата во медот или корумптивни скандали, многу е несериозно да само шпекулираме. Доколку има сериозни индици во секоја нормална држава, институциите би постапувале да испитаат дали навистина се работи за некакво вмешување на представници од власта или од политичка партија или не. И тука треба институциите грижливо да се ја водат истрагата и доколку има било какова индиција за криминал или корупција, да постапуваат согласно законските надлежности. Во делот на она што е надлежност на град Скопје, како централна власт ние не можеме да се мешаме. ЛДП го има Министерството за локална самоуправа, меѓутоа тоа не е министерство кое што врши надзор над градот. Знаеме дека локалната самоуправа се бира на непосредни избори. И ние зборуваме за децентрализација и секое превземање на надлежностите би се косало со нашата идеологија за децентрализација. Ние гледаме што повеќе надлежности да се дадат на општините, а сега збориме како централната власт да помогне. Тоа едното со другото не оди заедно. Меѓутоа преку нашиот советник во град Скопје, еве сега ќе следи конструирање на буџетот, може да се ЛДП ќе партиципира со своји предлози кои што треба да влезат во градскиот буџет, а конкретно за ова што се случува, навистина треба одговорност да понесат луѓето кои што го представуваат град Скопје. Така, веќе споменавте како дел од долгогодишна агенда на ЛДПС и како се човековите права, нели? И рамноправноста во заедниците и помалите групи. Значи, како ги оценувате меѓуетничките односи во земјата? Дали заедништвото и солидарноста меѓу македонците и албанците изразени во изминатиот период, значи дека прашањата се затворени? Можеме ли да спиеме на тоа уво? Има ли ризици? Можеме ли подобро и како?
Јас во 21 век повеќе не би зборала за поделби на македонци, албанци, роми, турци, не знам. Значи, ако сме детектирале дека ние сме мултиетничко и мултикултурно општество, треба да го развиваме тој дух на мултикултурализам и заеднички да работиме за она што ќе значи подобар живот на секој еден граѓанин кој што живее во оваа земја. Либерално-демократската идеологија е можеби најблиска до индивидуата и до човекот и она што можам тука да го најавам е дека по зимските празници ЛДП има и свој програмски конгрес каде што ќе ги промовира своите либерални иницијативи кои што ќе засегаат прашања од секојдневието и тука нема да има политики кои што ќе ги делат луѓето на македонци, албанци, роми, турци, туку се политики кои што навистина значат подобрување на секојдневниот живот на човекот. Јас не гледам дека постои некаква закана за меѓуетнички конфликти и мислам дека тие прашања многу одамна сме ги надминале и дека воопшто не треба ни да ги разговараме. Во контекст на тоа, велите и се надевам дека вашиот впечаток е до некаде точен, меѓутоа вие, како млад човек, непосредно пред ова интервју коментиравме дека вие сте родени во 1991 година на некој начин, на вистина во новото време и во независната држава. Така што за вас е историја сето тоа што се случило претходно, која во секако имате увид во истата, меѓутоа веројатно концептот и гледање на нештата е сосема поинаков. Но, во контекст на тоа, вие велите да, релаксирани се односите помеѓу албанците и македонците. Чинам дека и натаму има структури кои многу често играат на таа етничка карта, успеваат да го разгорат духот на национализмот. На некој начин тоа е политиката која ја пласираат десничарите. Каков е вашиот став за Апасиев? И во контекст на тоа што би им порачале на младите радикални десничари кои некако се повеќе одат во правец од каде што, како што велите, ние прашањата ги затворивме, а тие повторно ги актуализираат. Јас не би коментирала за личноста на ниту еден човек, ниту на Димитар Апасиев. Мислев за политиките во на однос Димитар на политиките, кои што ги води Левица како партија, тие си имаат своја идеологија. Она што можам да кажам е дека е многу опасно во 21 век да вие играте на националната карта и да се поигрувате со емоциите на луѓето. Знаеме дека во услови на криза играњето со емоциите на луѓето, да, можеби носи некакви гласови, меѓутоа не носи ништо добро на долг рок за воспоставување на системот и за државата. Кога водите држава, имате сериозна одговорност каде движите државата и што тоа ќе значи за граѓаните. А ако сакаме навистина тука да живееме мирно и да живееме сплотено, и веќе кажав, за мене прашања во типот на поделби на етничка основа се многу надминати и се оставени во некое далечно време. Историјата, јас можеби се сеќавам на нешто од конфликтот кој што го имала независна Македонија, меѓутоа тие времења се зад нас. Историјата е историја, треба да ја почитуваме, не треба да ја заборавиме, меѓутоа треба да гледаме напред. А патот напред ќе го проектираме само со реални политики, а не популистички, зашто многу е лесно да зборувате за популизам кога немате одговорност при спроведувањето на тие политики. Треба да зборуваме што е реално, што може на вистина да испорачаме, што може да имплементираме и како реално можеме да им помогнеме на граѓаните. Секој сака да слушне нешто убаво или нешто што звучи убаво. Меѓутоа реалноста е сосема поинаква и треба да водиме сметка одговорно што ветуваме, што може да се реализира и навистина да обезбедиме нешто што ќе значи стварно подобро секојдневие на луѓето. А пак ја кажам, во услови на криза, секогаш десничарите одат во подем, бидејќи тоа е политика која што популизмот е само играње со емоции. На долг рок се покажува дека ништо од тоа не е реално возможно и остварливо. Јас како либерал-демократ, можеби тоа ќе иде и на сметка на мојот личен рейтинг или рейтингот на партијата, меѓутоа сметам дека на граѓаните треба да им ја кажуваме секогаш реалноста, а не да ги залажуваме со популистички мерки кои што ќе ги предлагаме. Национализмот и популизмот на долг рок се многу опасни и за државата и граѓаните највеќе ќе ги чувствуваат последиците од тоа. Така.
Кои се перспективите на македонската зелена агенда? Има ли доволно политичка волја, но и капацитети и услови за нејзино спроведување? Почната е некоја зелена трансформација, можеме да видиме, меѓутоа за зелената агенда треба уште многу да се работи. Во нашите либерални иницијативи ќе доставиме конкретни мерки кои што се однесуваат посебно на мерки за заштита на водите, на мерки за отпадот, затоа што гледаме дека државата има потенцијал и да ги користи, нели, да го насочува високотехнолошки ресурси и енергетски, за да можеме од отпадот да користиме електрична енергија. Креирање на зелен фонд, значи ова се само дел од иницијативите кои што ги напоменувам, а деталите од истите ќе бидат објавени на нашиот програмски конгрес. Иако е почната зелената трансформација, сепак треба уште многу системски и суштински реформи да се направат, бидејќи ние некако зборуваме и за зелена агенда, за се, но гледаме дека не се почнува од она што е основата. Не може да зборуваме за зелена агенда ако се уште имаме системски пропусти во некои делови, како например имаме истечени закони за националниот парк. Маврово не е репрогласен за национален парк. Немаме, воздушен катастар. Значи тоа се системски работи кои што првин се воспоставуваат, немаме сега пречистителни станици на водите. Треба првин да се тргне од системските решенија, а после да збориме за зачувување на како еколошка инфраструктура на некој начин да се восстанови. Целосно зелената, ние гледаме дека нешто почна зелената трансформација, се инвестира во фотонапонски електрани, во ветерни електрани, меѓутоа треба чекор по чекор системски да ги воспоставуваме, да има законски решенја, добра законска основа и да градиме сите заедно зелената агенда и навистина не само декларативно, но и да покажеме дека стварно се залагаме за подобар квалитет на живот, затоа што зелената агенда значи тоа и здрава вода за пиење и воздухот кој што го дишаме, кој што не допира сите еден, и тука нема политика. Затоа што тука сме сите засегнати, тука се засегнати нашите деца, внуци, така што сите имаме одговорност каква вода ќе пиеме, како воздух ќе дишаме, во каква животна средина ќе живееме. Така, кога станува збор за правата на ЛГБТ заедницата, каков е ставот на ЛДП и што може да стори во унапредување на нивните права? И воопшто каков е вашиот впечаток, до каде сме со реализирање на правата и воопшто имплементација на воопштеството на инклузивност, која до многу не така одамна бевме општество кое беше многу исклучиво кога станува збор за ова прашање. ЛДП била секогаш отворена во однос на овие прашања и мене ми е жал што да, има напредок, не е дека нема. Формирана е независна комисија за спречување и заштита од дискриминација која постапува по претставки од граѓаните и детектира дискриминација, се проширија основите на дискриминација, но тука не треба да застане. Не треба законот за спречување и заштита од дискриминација да е единствениот чекор напред, со кој што 7 години ќе се фалиме дека нешто сме направиле на ова поле, а при тоа од акцијскиот план на Министерството за труд и социјала сме исклучиле некои закони. Јас како прв човек на либерал-демократите секогаш ќе давам отворена поддршка на оваа заедница, затоа што сметам дека како што сме еднакви сите во поглед на врските кои што ги имаме кон државата, така треба да бидеме еднакви во поглед на правата. Не може на некој да му ги земаме неговите социјални, имотни права, економски, че сите треба да уживаат еднакви права ако веќе плаќаат данъци кон државата. Оно што може во најкосможен рок да се направи е да се врати на агенда на собранието законот за матична евиденција, со кој што ќе се дефинира утврдување на родовиот идентитет во личните карти, но и во акцијскиот план на Министерството треба да се врати назад законот за истополови партнерства. Не значи тоа дека ние одма утре ќе реализираме нешто. Меѓутоа треба веќе општеството да се отвара и да почне да разговара за правата на овие луѓе. Не значи дека ние не треба да му подаруваме, да сметаме дека му подаруваме на некој право. Секој и оние кои што се истополови партнери
треба да имаат еднакви економски права, еднакви имотни права, еднакви социјални права, еднакви здравствени права. Зашто ако некој живее заедно во истополова заедница, да не може да го оствари правото на пензија од својот партнер? Значи, тоа веќе не треба да бидат прашања. Се што ги прави граѓаните посрекни, а и тие се граѓани кои што заедно живеат со нас во општество, треба да има возможно без да се плашиме дека не знам, слушам различни конспирации, различни заговори дека ќе влијаеле, не знам како, апсолутно не. Да, и ова е едно од прашањата кои често се употребува за популизам и за кокетирање кога станува збор за десничарите, па се спинуваат информации од овој тип и кога зборуваме за ЛГБТ заедница. Да, највеќе доаѓаат од оние родови движења кои што нели се за заштита на семејството. Јас не знам од кого го штитиме искрено семејството или кој го чепка традиционалниот брак. Јас мислам дека сепак сме ние една демократска земја во која што секој слободно одлучува како ќе живее. И тие луѓе живеат тука со нас и секој имаме пријатели кои што се припадници на ЛГБТ и заедницата. Нешто ни наштетиле, нешто ни одземале, кој ни ги одзема нашите права ако дадеме на некој друг права? Никој, апсолутно никој. Политичките партии кои што зборуваат на овие теми отворено, сепак мислам дека тоа го прават декларативно и не прават ништо, затоа што ако се сака, може да се постигне било каков напредок и да не се повлекуваме назад пред тие здружувања. Јас не знам зашто и тука се злоупотребуваат емоциите на луѓето. Како може некој да каже, ама тоа е веројатно недостаток на едукација. Како може некој да каже дека ако двајца луѓе од исти пол живеат заедно, дека ќе бидат заразно, ќе влијат на општеството? Како ќе влијат заразно на општеството? Да, тие предрасуди, именно сме имале и други примери такви во општеството, веројатно се сеќавате на проблемот со отварање на групните домови во Тимјаник, кога имаше најден населението на еден огромен отпор од страна населението, додека едноставно не беше разбра дека не станува збор за никакво зло и дека тие немаат закана. Затоа е популизмот и дезинформациите се многу штетни и предизвикуваат бурни реакции без навистина да согледаме реалноста. Еве тргнете во регионот, видете каде има регулатива се за правата на ЛГБТ и заедницата и видите дали негде некој на некому нешто му наштетил или нешто му одзема. Ние сме така по дефолт научени првен бурно да реагираме, ама тоа е заради недостаток на информации. Да, едукација, образование. Па се пофалевте како партија дека декриминализацијата и депенализацијата на канабисот се во владината програма по предлог на ЛДП. Кога да се очекува имплементација на владината програма за канабисот? Канабисот е тема која што чинам се говори можеби 6 години и се формира и работни групи и се одржа голем број на конференции. Она што можеме да го превземеме во овој период, бидејќи гледаме дека законот за опојни други психотропни супстанции е закочен во собранието и неколку пати се повлекува, па повторно се доставува. Депенализацијата немаме изговор зашто не се прави, затоа што тоа е одредба која што во кривичниот законник може да се вметне дека за рекреативна употреба до толку и толку милиграми нема да се гонат кривично луѓето. Иако и сега кривичниот закон не е јасен, не е дециден дека гони за лично поседување, меѓутоа во таа општа формулација на кривичното дело, јавното обвинителство си донело свој правилник и ги гони оние луѓе кои што стварно лично за себе употребуваат. Да, често и во билтените се уште на МВР има такви апсења секој ден. ЛДП ќе поднесе измени на кривичниот законник во делот на депенализацијата, а во делот на легализација треба да има и политичка волја за да законот помине и не биде блокиран на комисиите во собранието. Така. Моника Закова, јас ви посакувам многу успех во раководството на ЛДП и исто таа младешка енергија и нова енергија да ни донесе многу позитивни промени во општеството. Ви благодарам многу што бевте гостин во студиото на Фронтлайн. Ви благодарам уште еднаш за поканата и јас мислам дека нашата генерација треба да е онаа која што ќе го менува општеството кон подобро и ќе придонесе за по-прогресивно, по-напредно и по-убаво општество за живење.